Почитувани гледачи на Австралијски живот, пријатен поздрав од сончевиот Сиднеј и преубавата Австралија. Денеска на според католичкиот календар е нивен католички Великден и тоа е причината заради сите овие гужви кои се стварат овде баш на ова место, на овај така наречен Пана Јур по наше, еве како австралијаните и луѓето на западниот свет го слават нивниот Великден. Почитувани пријатели и гледачи, топли поздрави од Сиднеј и од далечната Австралија, за сите вас кои го гледате каналот Австралијски живот. Денеска е католички Великден овде во Австралија, еден празник кој се слави, морам да кажам, многу поразлично од начинот како ние го славиме Великден. Обично календарски гледано двата празници, католичкиот Великден и нашиот православен Великден, се многу блиску. По принцип може да биде католичкиот недела или можда максимум 2, зависност од годината, се одредва секоја година накнадно, али обично се еден до друг. Се десило некој пат да бидат и заедно, али во поретки случаи. Сега што точно се дешава пред овој католички Великден? Децата се распуштат од училиште, обично родителите или возрастните земаат недела до 2 одмор и наредните недела до 2 така нешто се одмараат. Се одмараат на места како ова. Овде ова е еден Панаѓур. Панаѓур ќе го наречам по наша, инаку оригиналното име му е Royal Easter Show во Сиднеј, а сигурен сум дека има и во другите градови, во Перт, во Мелбурн, сигурно се одржува една ваква манифестација. Еден Панаѓур кој постои, кој има долга традиција во последните 200 години, па нарочито со најголем акцент му се придава на фармерите, на луѓето во земјоделството кои ги носат своите коњи како на едно дефиле, да промаршираат, да видат колку се убави, колку се кротки. Стварно, рака на срце, морам да кажам дека животните кои ги видовме овде беа доста чисти, доста негувани. Се гледа дека луѓето му обратиле доста внимание. Од друга страна, овој Панаѓур и ваквите Панаѓури како овој се голема мамка за децата, каде што се продават секаков вид на играчки, па има мини луна паркови, каде што може децата да се возат, па не знам, неки мали вовчина, ринки шпили и така натаму. После друга страна на секој чекор, тоест може да се видат сендвичари, значи едно место со сите потребни компоненти за да може да ви ги земи парите. Ние денеска бевме фамилиарно со двете деца и плюс имаше уште еден пар со нас. Преголема гужва како што гледате на сликите. Ова вакво место е никој пат не би донел некое малечко бебенце тука, пошто секогаш предстои опасност од стампеда и слични такви опасни ситуации, така да не се чувствував баш најбезбедно кога се работи за мали деца, али па од друга страна децата беа тие кои не донесува тука, ајде одиме на Easter Show. Така да, со други зборови, сакам да ви кажам дека е доста искомерцијализирано овде кога се работи за Великден. Апсолутно нема никакви допирни точки со нашите вредности и нашето сваќање на денот Великден. Не се обидувам да кажам дека овде нема христијани, дека нема луѓе кои го слават од религиозна гледна точка Великден, но сепак поголемиот дел од овие луѓе, сега не велам дека се овие сите австралијани, има доста луѓе од сите нации, али почетоците на ваквите Панаѓури, почетоците на ваквите искомерцијализирани работи за Великден се знае дека се англосаксонски. Традицијата на ваков Панаѓур ја започнале тие некои кои се доселиле први овде, доселенци од Австралија, негде раните 1800-та и не знам која година, и до ден денес се обстојува. Сега има доста разлики во однос, веќе како што спомнав, како тие слават
англосаксоните и како тие го започнале ова. Ние сме гости, пошто нашиот Великден беше недела покасно, децата се на распуст, ајде одиме на Easter шоу и така завршиме тука. И повеќето од луѓето кои се фамилиарни така завршиле. Али кога веќе зборуваме за разликите, морам да спомнам дека се огромни тие разлики. Почнувајќи од терминологијата, кој е нашиот збор, односно Великден, и кој е австралискиот, односно англискиот збор за Великден. Значи ние велиме Велик ден. Самиот збор се подразбира дека е Великден, дека е нешто велик, како големо. А англискиот збор за Великден е Истер. Како што повеќето од вас знаат, е Истер. И сега стално се прашува зошто, од кај иде ова името Истер, од кај му е потеклото. Нема точна евиденција, али се работи за некоја паганска божица, наречена Истре или Оистре, со некое како некое малечко, не знам дали малечко, али имаше некој зајак тука да донесе на сите слики таа божицата што е наречена, што веруваме дека со некој паганско потекло, се нареква Истре или Оистре. Значи таа е едната верзија, али пак ќе кажам дека немат некој доказ во врска со овој термин. А другата верзија е дека е некоја божица, the goddess of East, или во превод божицата од Исток. Без разлика, и едната и другата верзија некако звучат пагански. Барем на мене. Можете да ме поправите, или може некој да напише долу ако има мислење во однос на нивниот збор за Великден. А нашиот се знае Великден. Како што кажа некни отецот во претходното интервју кој го имав односно во црквата, вика дека не би требало да постои христијанин кој не се причестува барем еднаш годишно, кој не се моли. Значи да се соединиме со Бога. Различни животни на кои на некој начин се гордеат тие земјоделци, тие панаѓураши, да речам, и тоа е целта на овој панаѓур, така започнало, така траи во овие последни 200 години, а инаку е сместен, како што веќе кажав, има и на други места во Австралија, значи името е уникатно. Royal Easter Show, демек имат и изим, имат благослов од кралицата, затоа е Royal Easter Show. Името е тоа, али ова ист панаѓур и ова иста традиција се одржува во другите големи градови во Австралија. Во случајот во Сиднеј е едно место каде што во 2000 година, можда повозрастните генерации се сеќават, овде се одржуваше Олимпијадата во Сиднеј и ова е то така наречено олимписко село, каде што беа сместени во тој радиус некој таму 5 километри, каде што беа сместени сите олимпици. Ова е тоа место. Ве поздравувам топло до нашиот Великден, има уште неколку денови и се најдобро ви посакувам за многу години да е нашиот Великден. Ќе речам предвреме Христос воскресе и се слушаме и се гледаме со наредно видео. Пријатно.